сакам нешто да ти кажам. Не се плави, сини се моите очи. Сини се исто како небото. Со Биби на македонски е поубаво. Биби на македонски е поубаво, се знајката Биби ќе ги мотивира децата да го засакаат македонскиот литературен јазик. Серијата од цртани филмови, сликовници, песнички и видеоигри во кои што главниот лик е токму Биби ќе биде продуциран од факултети МК и Деца МК. За ова денеска подетално од гостите кои што се во студиото, а тоа е Билјана Црвенковска, која што е автор на детски книги, и Сребра Ѓоргиева, која што е новинар во факултети МК и Деца МК. Добре ни дојдовте во студиото. Како се јави потребата да сработите еден ваков проект кој што е комплетно македонски, наменет за децата од аспект на тоа дека треба да се промовира македонскиот јазик и да се зацврсти нивната писменост? Во денешно време на преголема доминација на англискиот јазик во сите сфери на нашето живење, особено на информациите кои што децата ги примаат, ние како редакции кои што работиме, еве веќе факултети 8 година поред, Деца МК од пролетта почна од април, низ години следиме што сакаат децата, што сакаат младите, каде се аномалиите токму на таа глобализација која што нормално малите култури ја погаѓаат особено. И свативме дека нашиве деца денес немаат или имаат многу малку содржини на македонскиот литературен јазик. А ако знаеме дека многу е важно децата од мали нозе, од 2-3 години, да го слушаат правилниот јазик за да имаат добар говор, да примаат такви информации, така некако ни се наметна дека, а зошто пак да не пробаме ние да бидеме тие кои што на некој начин ќе им понудат на децата и на родителите една нова содржина, еден лик кој што со кој децата ќе сакаат да се поистоветуваат, ќе сакаат да растат, да другаруваат, да се забавуваат, ама и многу да учат. Така тргна се. А правевте ли некакви истражувања колку деца во Македонија сакаат да читаат? Каков е нивниот говор? Каков јазик зборуваат? Дали зборуваат литературно или пак сепак говорот на средината доминира? Токму заради тоа што вака ние сме еден професионален тим на новинари со искуство од 15 до 20 години во образование, во култура, ние токму овие работи ги имавме веќе диагностицирано на некој начин, дека децата имаат проблем со говорот, затоа што се премногу изложени на странски јазици, а не на својот јазик. Дека децата се полесно прибегнуваат кон технологија отколку да земат книга за да читаат во раце. Токму овие работи во следење на работата на овие области нас ни кажа дека ситуацијата е алармантна. Значи, ние постојано имаме соработка со просветни работници, наставници, педагози, конкретно еве сајтот Деца МК има посебен дел кој што е многу значаен за нас, во каде што даваме совети од различни области. Имаме соработници, психолози, дефектолози, педагози, наставници, кои што фаќаат различна област и затоа ние имаме буквално ја имаме науката, ги следиме работите во реалноста и затоа ова е еден производ кој што беше некако неминовно да се роди. И мислам дека од вистинско место излезе. Билјана, имате ли искуство вие со тоа дали децата во Македонија можеби понекогаш подобро го владеат англискиот јазик отколку македонскиот, бидејќи исто така организирате работилници за креативно пишување? Што говори вашето искуство? Да, значи јас некако зачестив периодов со повеќе работилници, не само курсивите кои што ги организирам, туку и други работи, значи постојано сум во некаков контакт со деца и се трудам да сум што повеќе затоа што како автор за литература за деца ми е потребна таа комуникација, нели, и инспирација. И да, можам да се сложам со Сребра дека работите не се добри, значи дури сум сведок и на тоа дека не само децата меѓу себе што зборуваат англиски, туку децата почнуваат и со родителите да зборуваат англиски. Вчера во една прошетка од Дебармало до Водно, на 3 места слушнав децата како разговараат со родителите на англиски јазик. Значи, можеби тоа на родителите им изгледа интересно затоа што децата ќе научат англиски, ама децата секако ќе научат англиски, а својот сопствен јазик го занемаруваме и не го негуваме.
и мислам дека е многу важно пред се да го научат својот јазик, а после многу полесно ќе биде да ги научат странските јазици. Така, основата мора да имат, мора да зборуваат литературен јазик, мора да ги владеат сите правила на јазикот. Што се однесува до креирањето на ликот, Биби, вие сте негов автор. Може ли нешто да ни раскажете повеќе? Да, значи За вака девојчето Биби, која што е сезнајка, која што сака математика, физика, сака да учи. Еден позитивен пример, нели сакате да пренесете на децата? Да, баш треба да биде лик со кој што секој дете ќе сака да се идентификува. Значи, јас сум автор на карактеристиките на ликот, но морам да кажам дека во моментот кога ме викна од деца МК, Биби веќе беше креирана, односно Биби беше креиран физичкиот изглед на Биби, значи беше нацртана од Хемичо и беше дадено незиното име, значи не го дадов јас моето име на Биби. Тоа Ние беше го дадовме, асоциација. нашиот тим го даде. Иако сум многу среќна што се вика Биби, затоа што и мене ме викаат Биби. Но сите други карактеристики, да, значи дефинитивно автор сум на тој дел. И идејата беше, може би е малку идеализирана Биби, нели, но дури имав и некои забелешки. Дека живее во мало каде што не возат многу коли, дека во близина на незиното мало има шума, дека е многу паметна и силна и сите најдобри, најпозитивни осебини ги има, да, тоа е секако преувеличено, ама баш заради тоа за децата да сакаат да се идентификуваат со таков лик. И не само тоа, мислам дека децата во денешно време се некако многу нели се групираат, се создаваат друштва, се под влијание едни на други и многу често во училиште оној што многу учи као демек бубалица. Значи не. Идејата е да почнеме да сакаме да бидеме паметни и успешни како Биби, затоа што мислам дека тоа е единствениот начин да бидеме успешни луѓе. Така што тоа беше идејата зошто е Биби толку многу силна, храбра, паметна и се нај, ама секако Биби има и некои своји мани и тие ќе се покажат. Да, дали мора да има некои своји мани за децата да се идентификуваат со неа? Како треба да изгледа ликот за новата генерација да сака да го прифати и да ги следи цртаните филмови? Да, значи секако ќе има некои своји мани, но ќе биде апсолутно многу позитивен лик. Случките кои што ќе се случуваат нема да бидат само среќни случки, значи јас мислам дека и во тие некои претходни гостувања кои што сум ги имала овде секогаш тоа го потенцирам, не секогаш тоа што се случува во приказните треба да е среќно, значи треба да има многу конфликтни ситуации, тажни ситуации кои што тeraат да се налутиш, да се уплашиш, да предизвикаат секакви емоции, затоа што само тоа создава емпатија. Јас сум голем противник на тоа децата да се чуваат под стаклено звоно и да им се читаат само среќни приказни, затоа што така создаваме деца кои што немаат емпатија. Значи секако во приказните ќе има се. Така, значи сакате да поттикнете и чувството на сочувствителност кај децата да се развива, емпатијата. Какви приказни има од таа област? Може ли нешто да начнеме да откриеме? Значи вака, од она што до сега го работиме, зборувам само за приказните, без разлика дали се во форма, повеќе ќе има видеа, помалку ќе има печатени книги и така натаму. Меѓутоа, има неколку типа на приказни. Едните се сосема едукативни, преку кои што нешто децата ќе научат. Значи, како што ќе биде азбуката на Биби. Вторите се приказни кои што ќе зборуваат за светот на Биби. Може би и некои од овие едукативни ќе бидат дел нормално од светот на Биби. Меѓутоа, еве да речеме дека вторите ќе бидат приказни за Биби. Да дознаеме повеќе за неа, што ќе се случува, какви се доживувања има таа во својот живот. И третите приказни, ние ги крстивме приказните на Биби, така, кои што се приказни баш онака као приказни пред спиење, замислени. Тоа се приказни кои што Биби ги раскажува. И се бајки, не сакам да откријам повеќе, значи еден вид на модерни бајки. Да. Серија од цртани филмови ќе бидат представени всушност на вашиот YouTube канал. Каде ќе може да ги погледнат оние кои што се заинтересирани? Каде ќе може да се следат сите овие видео содржини пред се? За сега светот на Биби е достапен на незиниот
YouTube канал, тоа е Биби. Таму ќе се наоѓаат сите содржини, значи сказните, кратките клипови, каде што учиме правилно пишување. Сите видео форми ќе се наоѓаат таму. Се планира веќе е во изработка и апликација за Биби, во која што ќе можат децата да имаат видеоигра на располагање, ќе имаат опција за учење на букви, за правилно пишување, аудио содржини, ќе имаме исто така боенки, значи сите тие пропратни, придружни содржини кои што, за да не одиме само на електронска верзија, туку децата да имаат и вакви достапни материјали, ќе ги имаме. Значи се подготвува голема сликовница која што треба да излезе до крајот на месецов, се уште не е утврдена датата. А со кој темпо ќе бидат презентирани, односно промовирани новите материјали? Така, значи не сакаме премногу да сме нападни и затоа одиме малку постепено, значи од прилика. Еднаш неделно излегуваме со нова содржина. За сега тој термин ни е недела 19 часот. Ете сега на 14, значи оваа недела конкретно ќе одиме со азбуката на Биби и така малку повеќе ќе го откриеме незиниот свет што таа сака, затоа што таа ќе ги представи буквите преку незиниот свет, работите што ги прави и што ги сака. Наредната недела на 21 ќе оди веќе првата сказна, нема да откриеме како ќе се вика. И таков ни е планот еве до крајот на годината да имаме уште неколку сказни, околу Нова година нешто изненадување. Ја очекуваме и сликовницата и чекаме веќе да биде испечатена, која што ќе може да се најде во книжарниците на Просветно дело и на Литература МК. Од прилика тоа се содржините, форматите во кои што Биби ќе се наоѓа. Сметавме дека во денешно време мора да ја имаме на различни начини, затоа што децата се окружени во еден видеосвет и мораме да им се приближиме на нивниот јазик. Нешто што функционирало пред 30 години, денес не поминува кај децата. А на овој проект работи професионален тим, најдобрите во својата професија. Кој се ќе биде вклучен во работата на видеото, на сликовниците? Еве, Билјана е вклучена во она што е текст и говор, тука мора се да е јасно и прифатливо за децата со нивниот јазик кажано, но исто така визуелниот момент мора да е привлечен за нив. Децата ги привлекува визуелното. Бака, креативен директор на целиот проект е Михајло Димитриевски Тхемичо. Значи тој е главниот илустратор кој што ја нацрта Биби и незиниот свет. Понатаму во анимирањето на овој лик, анимациите, другите цртежи потребни ги создаваат нашите колеги Маја Джеповска и Андреј Стојановски. Режисер на целиот проект е Гоце Цветановски. Околу промоцијата, приказните се вклучи целиот тим на факултети МК и на ДЦМК, кој што е составен од новинари со големо искуство. Сите буквално се вклучивме со многу љубов и посветеност прво да го создадеме тој лик. Буквално дискутиравме со денови каква боја да има на коса, какви очи да има. Тоа беше многу еден интересен процес. И цело време правевме едни мали истражувања меѓу деца. Затоа што сметам дека ти си креативен човек, го знаеш процесот на создавање работи. Добро е кога ќе се преиспита нешто пред да се даде финален белег. И децата од самиот почеток реагираа одлично на ликот. Значи толку лесно се лепеа без да знаат многу за самиот лик. Прво визуелно, а на тоа мислам дека многу е важен дизајнот и самите илустрации кои што најдобриот во Македонија и пошироко Тхемичо ги создаде. Вие носите сега маички на кои што можеме да го видиме ликот на Биби. Биби си ги носа моите брзи патики. Тоа е текстот, а инаку Биби промовира всушност и здрави спортски и животни навики. Да. Ајде нешто повеќе за тој аспект. Па ќе видиме сега низ приказните на Биби дека Биби навистина сака спорт и поминува долго време во природа. Значи пред се Биби вози велосипед, а спортот кој што е најомилен е карате, затоа што не рековме дека е многу силна и храбра. Така што Биби е и каратистка. Покрај тоа, во приказните ќе има и работи од типот што е поздраво да се јаде. Секако Биби не избегнува да изеде и чоколадо или нешто така, меѓутоа промовира да се јаде свежо овошје, зеленчук и така натаму, значи здрава храна.
Сите оние работи кои што мислиме дека треба децата да ги научат од мали, ќе бидат вклучени. Едукативниот момент е всушност најмногу присутен кај Биби. Тоа исто заборавивме да кажеме дека и за јазикот ние мислам секако е вклучен македонист, лектор, оние приказни кои што се, оние кратки видеа кои што се за македонскиот јазик се. Почнете со најчестите грешки што се прават во македонскиот јазик. Моите очи не се плави, туку се сини. Возам велосипед, не точак. Значи такви неубави примери. Тато нема новчаник, има паричник. Паричник, така. Секако, тоа не значи дека ние нема во директен говор да користиме некои поразговорни моменти, меѓутоа ќе се трудиме тие да бидат правилни. Значи, дури ако кажеме, некој баш не имаше забележано на YouTube, зошто викаме кај? Дека скопскиот жаргон се продал сепак. Не е скопски, воопшто, туку тоа е само скратена варијанта од каде и не е погрешно. Ние не инсистираме дека се мора да биде сосема сега, но мора да го има зборот во правопис. Значи, може малку да има поразговорно, не е проблем, ама сето тоа да биде правилно. Затоа и толку се консултираме и со лектори, и со македонисти и се. Во суштина, сакав само да додадам, Биби нема да постои само за децата. Мислам дека многу ќе им се најде и на родителите, секогаш да се навратат на јазикот, да доучат нешто што не научиле. Малку низ очите на децата, на тој детски лик да видат каде грешат, каде постапуваат правилно, затоа што како што рече Билјана, и Биби нема да е совршена, такво дете не постои. Ама нели совршенството секогаш е нешто кон кое се стремиме за да бидеме подобри. Така. Сакав само да додадам и на овој дел кога зборев за соработниците, за да им се приближиме на децата. Нашата илустраторка Маја Джеповска создаде и фонд на Биби, кој што ќе биде препознатлив во сите материјали на Биби, на сликовницата, на видеоигрите, на сказните, значи секаде каде што Биби ќе се обраќа писмено или во форма на букви, на едукативен дел, ќе се користи токму фондот на Биби. Сакавме во се да сме оригинални. Значи не сакавме ништо да украдеме од некаде па да го прилагодиме и мислам дека токму тоа како понуда на нашиот простор, на нашиве деца и родители треба да им се допадне, да ги примаме. Биби зборува македонски литературен јазик, сака физика, сака математика, ја знае македонската енциклопедија, од таму исто така ќе вадите некои примери. И сега, нели е некако преамбициозно, односно, не сакав тоа да прашам, факт е дека е амбициозно сето, но на каков начин би ги мотивирале децата да учат во период кога се демотивирани за учење. Повеќето навистина не сакаат да учат. Мислите ли дека на ваков начин, доколку како мали ги гледаат овие видеа и позитивни примери, би можело нешто да се промените, дека најдобриот ученик во оделението е добар пример и дека треба да изгледаат, треба да бидат такви? Па мислам дека многу е важен начинот на кој што ќе им го спакуваш тоа. Ние пред се, значи едукативни овона, меѓутоа се трудиме и да бидеме и многу забавни. Така што приказните на Биби ќе бидат многу смешни. Значи баш ќе бидат смешни. Не е идејата ние само да не сакаме децата да се чувствуваат како да се на училиште. Децата се на училиште кога се на училиште. Идејата е да ги научат работите преку нас на забавен начин. Јас тоа им го викам и на моите деца на курсот по креативно пишување. Ова не е училиште. Битно е да се забавуваме. Ако ние не сме среќни кога го правиме ова, не сакам ништо да зборувам лошо за училиштето, ама сите знаеме сега дека на училиште не е баш најубаво. Не е баш најзабавно. Позитивни примери преку забавен начин, што е еден добар рецепт. Еве можеме да видиме боење според бројки. Тоа се веќе некои промотивни материјали кои што се поврзани со целиот проект, потоа распореди на часови, што друго е ќе има во рамки на промоцијата на ваков начин. Ќе имаме боенки, значи очекуваме сликовницата, зборувам како нешто што ќе го имаме на хартија како печатен материјал. За сега тоа е во план, се друго е во моментов фокус на изработката на видеоиграта,
околу Нова година ќе има исто интересна кампања, да речеме, ама нема да ви А видео откриваме сега, играта на затоа што ќе се темели? Видео играта ќе биде базирана повторно на темата јазик, И едукација. пишување, едукација, букви. Точно пишување збор, погодување буква, значи Некој во вид таа квиз? насока. Може така да се Така, да. опиша? Да. И тоа е интересно што, например, ќе се трудиме видеоиграта да биде со ограничено време на траење, колку едно дете да поминува време на телефон, за сепак да не создадеме ние уште една нова зависност, туку да биде тоа со мерка. И овој дел не сакаме да го откриваме целосно, за да биде изненадување, но верувајте, таква понуда во моментов децата немаат на македонски јазик. Илјана, зошто е важно децата да читаат? Еве, веќе споменавме дека ќе има сликовница. Зборуваме за македонски литературен јазик, за учење, сето тоа на некаков начин е врзано со читањето. Читаат ли децата кај нас? Многу малку. Им читаат ли родителите? Да, има родители што читаат, има родители што можеби немаат толку време за тоа. Не можам сега да генерализирам, нели? Но знаеме дека многу е тешко да го натераш детето да чита, особено значи ако има пример другарчиња кои што му викаат ајбе читање, книга, што правиш, зашто? Тоа не е мода. Да, тоа не е модерно. Модерно е да се играат видеоигри. Она што треба да се обидеме да им кажеме е дека само така ќе можат да откриваат нови светови. Не зборам за нови светови само во смисла на фантазија, туку и буквално целата нивна иднина зависи од тоа. Без разлика дали утре ќе бидат програмери, доктори или уметници, тие мораат да знаат да се изразуваат, да зборуваат и мораат да имаат фонд на зборови. За да имаш ти добар фонд на зборови, прво треба да тргнеш од сопствениот јазик, да го научиш него како што треба, а потоа да научиш други странски јазици. За да можеш да отидеш на интервју, треба да знаеш како да одговориш. Ако не знаеш како да одговориш, може да не најдеш работа. За да можеш да полагаш испит на факултет, исто така треба да знаеш како да склопиш приказна и да поминеш. Мислам дека е многу значајно тоа. Сега Така, се надам дека овој проект успешно ќе влие пред се на писменоста на новата генерација, бидејќи е таа на незавидно ниво и дека некои работи ќе се променат во блиски иднина. Еве, по овој проект верувам дека ќе дојде до оние до кои што наменат, до децата пред се, но како што споменавте и до нивните родители кои што може да научат нешто што не го научиле на време. Уште една само да го споменеме YouTube каналот каде што ќе може да се проследат содржините. Значи Биби на латиница и веднаш на кирилица со коса цртка. Тој е Така, Светот на Биби е проектот кој што се надевам дека ќе им се приближи на децата и дека вистински ќе уживаат во него. Ви Ако посакувам може голем само, успех. јас се извинувам, не ја спомнавме многу важната актерката која што го поземи гласот на Биби. Да, секако. Затоа што децата нели преку глас ќе се идентификуваат со овој лик. Станува збор за нашата актерка Слагјана Војошевиќ, која што во моментов е на докторски студии во Турција и која беше, ми се чини, идеален избор за оваа работа. И на самиот крај од денешното издание на 0N+, ќе погледнете еден прилог кој што е поврзан со спортот и уметноста и нивното влијание во развојот на децата. Ве поздравувам и се гледаме секој работен ден во рамки на утринската нателна. Пријатно. Уметноста и спортот од секогаш биле најубав начин за подобрување на психомоторниот развој на децата и постигнување самостојност. За да им помогнете да изградат сопствената личност и самостојно да ги надминат различните, често и напорни чинители на растењето, можете да ги насочите кон некоја спортска активност или уметност. Многу од овие интересни ангажмани се добра подготовка за животот. Учењето глума е многу корисно за децата. Ја подобрува способноста за помнење, самосовладување и толерантност. Децата, читајќи го текстот и подготвувајќи се за улогата што ја толкуваат, влегуваат во кожата на некој друг. Соживувајќи се со улогата на ликот што го играат, учат да препознаваат одредени особини кај луѓето и секојдневието, а патем може да откријат и лични чувства и да научат да носат одлуки. Театарската сцена е одлична за интровертни, повлечени деца, кои глумејќи учат гласно да се изразат.
Корисна е и за децата кои поради недостаток на самодоверба постојано сакаат да бидат во центарот на вниманието. Имитирањето од други личности или некои животни е добро за децата кои имаат потешкоти да се изразат во друштво. Децата со движење градат цела приказна, без притоа да кажат збор. Со тоа ги изразуваат своите потиснати чувства, кои не мораат да ги вербализираат со говор. Комуникацијата со движење е пријатна и непосредна, бидејќи е врзана со емоциите, а не со поимите. Развива концентрација, ја потикнува фантазијата и помага во стекнувањето самодоверба. Спортските активности исто така развиваат различни способности, како што се дисциплина на расеаноста и невниманието, страф од паѓање и стекнување контрола над телото. Бидејќи голем дел од ова не може да се постигне без помош на партнер, децата учат да бидат тимски играчи. Тоа е посебно корисно за себичните деца. Поречките вештини се добри за деца кои се плашливи. Физичката сила се користи не само за да се совлада противникот, туку и за да се поштеди. Детето во текот на борбата еднаш е во позиција на соперник, а потоа во позиција на оној што се брани. Постојаната промена на улогите ги ангажира сите телесни и психички способности, потребни за совладување на стравот и контрола на конфликтот со соперникот. Спортот и уметничките активности се вистинска животна школа. Младите преку нив откриваат дека не е доволно само да се посакува успехот, туку за него треба да се вложи напор и да се навикнат на тоа. Децата учат дека усовршувањето на некоја активност може да биде вистински извор на задоволство. Покрај тоа и себе си да си постават цели, да почитуваат правила, да победуваат или да губат со насмевка.